Добро вечер, почитувани гледачи. Прво постпразнично издание на 24 анализа. Оваа година ја стартуваме со актуелна тема, она што предизвика бурни реакции во јавноста овие денови, а тоа се слободно ќе можам да констатирам, рестрикциите во парно грејење, но и ценовниот бран со кој што се уште се соочуваме. Нама се отворено прашањето дали владата веќе размислува за продолжување на важноста на мерката за замрзнување на цените на прехранбените производи. Вечерва во друштво сум на четворица мои соговорници. Ке започнам со Марко Бислимовски, председател на Регулаторна комисија за енергетика. Добро вечер. Добро вечер. И водни услуги. И водни услуги. Ние знаеме да скратиме и регулаторна, само да кажеме. Добро вечер. Добро вечер. Гордана Димитриевска-Кучовска, ВМРО ДПМН. Добро вечер. Добро вечер. И министерот за економија Кришник Бектеши. Добро вечер. Добро вечер, фала за поканата. Веројатно, овие денови веќе имате понуди за гостување на овие актуелни теми, бидејќи тие се во фокусот на јавноста. Бислимовски, би сакала веднаш со вас да почнам. Прочитав една информација, би сакала потврда или демант, доколку имате сознанија, дали е точно дека БЕК располага со газ за уште 2 до 3 денови? Значи, и кога ја носевме одлуката за цената на парното грејење, јас ја информирав јавност уште тогаш дека количини на газ се обезбедени, проблем се финансиите кои што треба да ги обезбеди БЕК производство за да го плати природниот газ. Значи, ние со нашата одлука признавме трошок за набавка на природен газ како гориво од $350 за нормален метар кубен, иако реалниот трошок на предпријатието беше $1.480 за нормален метар кубен. Тоа го направивме со една единствена причина да не предизвикаме ценовен шок за потрошувачите на топлинска енергија во градот Скопје. Значи, во изминатиот период гасот се обезбедува, најверојатно БЕК производство најмногу го знае тоа, но согласно законот за енергетика треба да се знае дека регулираниот производител на топлинска енергија е обврзан да обезбеди и алтернативно гориво кое што ќе овозможи работа на топланите во градот Скопје за 15 дена со целосна инсталирана моќност. Така да факт е дека во државата природниот газ кој што го обезбеди Макпетрол се однесува на неговите традиционални потрошувачи, а пак додека набавката на природен газ за БЕК производство и за ТЕТО се прави преку компанијата на ТЕТО за трговија со природен газ. При тоа ТЕТО набавува оваа компанија за трговија со природен газ, природниот газ го набавува од берзата во Австрија и таму има склучено 10 годишен договор за набавка на природен газ. Значи, од аспект на количини се обезбедени, но начинот на плаќањето и периодот на плаќањето е проблематичен во изминатиот период и токму од тие причини, кога ја носевме одлуката, ние како регулаторна комисија за енергетика повикавме да се вклучат сите чинители. Мислејќи тука и на владата, со цел да помогне доколку може и постои можност во делот на набавката на природниот газ. Инаку, само колку за ваша информација на вашите гледачи, трошокот за набавка на природен газ во месец јануари 2022 во однос на месец јануари 2021 е зголемен за 9 милиони евра. И сметавме дека не е фер цел овој трошок заради оваа криза да падне на грбот на граѓаните и затоа повикав и на солидарност во делот на помош на потрошувачите во градот Скопје и од градот Скопје и од општините во градот Скопје, имајќи во предвид дека на месечно ниво станува збор за околу 250.000 евра. Значи, поентата е да покажеме сите солидарност во овие услови на незапамтена енергетска криза пред се во Европа. Отворивте многу прашања, ама не ми одговоривте на моето. Дали имате сознание дека ќе имаме редовно снабдување на потрошувачите со газ?
Но, ве молам, би сакала во овој дел од емисијата да го најавам и мојот четврти соговорник, кој веќе го кажа во воведот. Тоа е Елена Маркова, поранешен член на регулаторната комисија. Велам добро вечер и за вас. Добро вечер, дали се слушаме? Да, се слушаме. Се надевам и вие не слушате, имаме комуникација. Да, јас ве слушам добро. Да, добро вечер Маркова. Би сакала да бидете еве дел од емисијата, барем во овој дел кога ќе разговараме околу состојбите со парното грејење. Ќе ви отстапам збори и на вас. Сакам пред се сега министерот да го прашам Бектеши и прашањето за сите четворица, вклучувајќи Маркова, дали во моментов имаме рестрикции на парното грејење? Согласно моите сознанија немаме рестрикции во делот на парно грејењето во градот Скопје, имајќи во предвид дека согласно правилата за снабдување со топлинска енергија моментално БЕК ги исполнува тие услови каде што е наведено дека треба да снабдува топлинска енергија од 20 степени плюс 1, но секако дека ситуацијата е критична и сакам да ги информирам целата јавност дека ние речиси редовно одржуваме состаноци каде што и сме им понудиле опции и на БЕК и на другите топлани и север и другото на начинот како владата ќе им излезе во пресред, но согласно законот за енергетика многу е важно дополнително на тоа да се наведе дека треба да се вклучи и град Скопје и општините на град Скопје заради тоа што мрежата не е во собственост на БЕК, туку е во трајно користење на град Скопје и со одлука на тогашната влада во 2012 година, значи е дадена на ПУИК, каде што БЕК има договор за користење со ПУИК на мрежата и го врши за услугата на дисциплинарна мрежа. Дополнително на тоа веќе има и судски поставки што се однесува на начинот како се издадени лиценците во тоа време, поконкретно на БЕК, и ние со последните измени на Законот за енергетика во член 47 сме предвиделе непрекидност на снабдување со парно грејење и начинот. Министре, ве молам. Само да ја информирам јавноста со ситуацијата која се соочуваме и носителот на лиценца, значи не може да престане да ја исполнува врската, пошто ова е вршење на јавна услуга. Значи не може да има прекин. Не може да има прекин, согласно законот за енергетика, може да има прекин само со претhodно да биде информирана регулаторната комисија за енергетика. Ја немам сознанија, а тоа не знам, може и председателот на РКЕ да го каже дали има некаков си најава дека за работа или пак на простројките или слично може да се случи да има прекин. Ако нема таква најава, значи согласно закон за енергетика, со последниот закон, измените и дополнувањата која се усвоја, не може да има прекин на вршење на ова јавна услуга. Во случај ако има таков прекин, секако дека ние ќе ги користиме сите механизми како влада се со цел да ги снабдуваме граѓаните со топлинска енергија. Ќе имаме време малку да ги видиме и механизмите. Кочовска. Значи, прво, председателов на регулаторна комисија го слушав многу внимателно и кога го кажа моментот дека нема финансиски средства да се плати гасот, искрено се вознемирив многу, заради тоа што на крајот од денот ако нема пари што дискутираме, што ќе добиеме. Мислам, ова е нов момент и за мене сега вечерва го слушнав. Но ова пак го објаснува моментот зошто ние преку викенд имаме многу послабо парно грејење, а по текот на неделата парното ќе биде, да кажеме, со повисока температура. Значи не е спорно дали БЕК испорачува или не испорачува. Прашањето е која е температурата која што ја постигнуваат радиаторите во просториите кај нас дома. Ако ги слушнете граѓаните, ќе видите дека секаде има поплаки. Сега, особено беше ладно викендов и зошто е тоа така? Затоа што ТЕТО, кој што произведува електрична енергија, за цел месец јануари има договорено производство за периодот од понеделник до петок, додека имаме пек, сабота и недела нема производство. ТЕТО е приватна компанија и работи само за профит. Тоа значи дека кога произведува струја има и остатоци топлинска енергија која што ја предава на БЕК. Во ситуација од понеделник до петок такво нешто имаме, меѓутоа за викенд нема и работат топланите. Прашањето е колку газ има, очигледно не е тој доволен и поради тоа за
време на викендите, ние имаме поладни простории дома, односно радиаторите многу послабо греат. Така да ова повторно ќе се вратам, не го искоментирав, јас председателот го кажа, финансиската состојба на БЕК загрижува, ако е навистина така како што кажува, и ако не се во состојба да ги платат обврските, и тогаш повеќе од алармантно е за владата да седне и да разговара по ова прашање, бидејќи сепак повеќе од половината од Македонија се граѓани кои што живеат во Скопје и кои што, значи, навистина ќе се доведат во тешка состојба дома, да кажеме, еве, конкретно и кај мене, викендов ние дополнително се греевме со клима, што значи плюс и оптеретуваме и таа мрежа, и навистина ова е сериозен проблем, пак ќе кажам, да не заборавиме, најголемиот дел од граѓаните живеат во Скопје. Да, ве молам, Бектеши би сакала и Маркова да ја вклучиме, нели, во овој дел. Само накратко да му одговорам на Гордана, владата има средства и ние веќе сме дали неколку опции на БЕК, и вака јавно ќе кажам и преку развојната банка, но секако дека тие како приватна компанија треба да докажат и да приложат банкарска гаранција. Ние не можеме средствата на граѓаните, парите на граѓаните во централниот буџет така да ги дадеме без никаква гаранција. Дополнително на тоа, веќе во консултација со регулаторната комисија за енергетика сме им кажале дека јавните институции ќе платат преку централниот буџет со цената која е во берзата, не со цената која е утврди регулаторната комисија за енергетика, што се олестителни околности за БЕК да може да ја подобри ликвидноста и на таков начин непрекинато да ги снабдува сите корисници на топлинската енергија. Бислимовски, кога се подготвував за емисијата, ги читав правилниците, па сакав дебатата да насочиме кон квалитетот на парното грејење, каде се крши правилникот, но сега веќе се отвора, после вашиот воведен одговор, прашањето дали може да се гарантира дека ќе има редовна испорака на парно грејење. Прочитав некаде соопштение од БЕК или некоја информација од компанијата дека има залихи, повторувам, за уште неколку денови. БЕК производство е носител на лиценца за производство на топлинска енергија. Согласно законот за енергетика, тој таму си има своји обврски како да ја врши оваа дејност. И ви кажав и потенцирам уште еднаш дека БЕК е должен, согласно законот за енергетика, да обезбеди 15 дневни резерви на алтернативно гориво. Имате ли дали ги имаат тие резерви како регулатор? Тие обврски кои што е должен да ги обезбеди БЕК. Во однос на температурата, од кога постои централниот систем за грејење во Скопје, константна е таа температура од 20 плюс 1 степен Целзиусов, и значи таа температура е таа што треба да се обезбеди. Факт е дека во одредени делови, во делот на градот Скопје, температурата беше под тие гарантирани 20 степени Целзиусови, и од тие причини побаравме и веќе 60 потрошувачи кои што се пожалија во текот на овие неколку дена, веднаш уште за време на викендот сите тие мејлови кои што ги добивме беа препратени до БЕК, е излезено на терен. Значи тамо каде што не се исполнети тие критериуми, апсолутно дека потрошувачите нема да платат ни 1 киловат час енергија која што не е испорачана, и преку порамнителните сметки ќе платат за она кое што го потрошили. Во однос на делот, да, факт е, како што каже и господјата Гордана, дека тамо каде што имаат и претрпено штета, ако било под 20 степени Целзиусови, најверојатно се догревали и со други уреди, можат да поднесат жалба до Регулаторната комисија за енергетика, и Регулаторната комисија за енергетика во однос на овие случаи постапува. Значи имаме критериум за температура кој што е 20 степени 30 на години и повеќе од кога постои организираниот централен систем за топлинска енергија во градот Скопје. Факт е дека во изминатите години загревањето беше далеку над овие 20 степени, имаше 23, 24 и повисоки испорачани температури, но сега во услови на криза
и тоа е несомнено и ние не можеме да бегаме од тој факт да кажуваме дека нема криза. Има криза. Има криза на секаде во Европа. Инаку оваа гарантирана температура во Европа, во градовите, каде што е помеѓу 18 и 20 до 21 степен. Значи, тоа е тоа што се применува на секаде. Значи, таму каде што е испорачано под 20 степени Целзиусови, побарано е од регулаторната комисија за енергетика, БЕК веднаш да излезе на терен, да провери и доколку не може да го поправи дефектот, понатака регулаторната комисија за енергетика ќе превземе соодветни мерки. Значи, потрошувачите не се оставени сами на себе. Тоа е тоа што може да го направи регулаторната комисија за енергетика. Да. Инаку, точно е тоа, дека ТЕТО, како дополнителен, како когенеративна постројка во градот Скопје, пред се, поради тоа што има висока цена на газ, има и висока цена на, од другата страна, на електрична енергија, и поради тоа не е во можност да работи во банд режим, кој што би бил најповолен за Што значи тоа банд режим? Тоа значи да работи 24 часа во секој ден од месецот. Да работи 30 дена по 24 часа во текот на денот. Значи, постојано да работи. Сега, таков е комерцијалниот интерес. Бислимовски, дали е кршење на правилникот, ве молам, ако јас наутро во мојот стан во 10 до 6 наутро, од 6 јас веќе треба да имам испорачена топлинска енергија со 20 степени, ве молам прашањето. Ако од 6 часот, да ви го ќе ви одговорам, од 6 часот до 22 часот треба да се обезбеди топлина од 20 степени Целзиусови. Дали е кршење на правилникот ако во 10 минути до 6 наутро моите радиатори се студени? За од тие 6 10 часот минути, до 22 дали часот математички е возможно тие 10 минути да се постигне температура од 20 плюс 1 степен? 20 плюс 1 степен треба да се обезбеди во овој период. Од 6 часот изутрина ние во домовите треба да имаме 20 степени. Јас се прашувам, ако 10 до 6 се ладни радиаторите, дали математички може за 10 минути во 6 часот мојот стан да се загрее до 21 степен? До 20 Сакам степени, да кажам дека тешко може да се загрее, но просечната температура во станот понатака од 7 од 8 треба да се достигне до 20 степени. Да, но јас Целзиусови. плаќам од 6 часот изутрина да имам 20 степени, тоа значи дека ако коплите сте треба да немале бидат 20 покренати степени, веќе во 3 ако сте наутро. немале 20 степени Целзиусови, таа топлинска енергија не сте ја потрошили и нема да ви биде наплатена и немате да бидете оштетени на ниту еден начин. Не беше поентата дали граѓаните сите ние ќе бидеме оштетени, туку да имаме некоја безбедност и сигурност дека ќе имаме редовна, навремена и квалитетна испорака на парното грење. Впрочем, нели, тоа е поентата на сето ова, а не дали ќе бидат потоа порамнети сметките ако дел од граѓаните користат и алтернативни извори како електрична енергија, Видете, која ние исто така ја можевме, нема во моментот. Сега треба, затоа кажувам, треба да имаме солидарност, сите да покажеме, вклучувајќи ги на некој начин и потрошувачите. Ако цената на природниот газ минатата година била $240 за нормален метар кубен, сега во јануари е $1480 за нормален метар кубен. Не треба ние да криеме дека сите сме излезени од комфорната зона, Да. и дека е криза. И исто така, тоа што е со 20 степени Целзиусови треба да се обезбеди. И сите треба да бидеме фери да кажеме дека има поплаки и од граѓани кои што во текот на минатата грејна сезона имале 24-25 степени. Но сега е криза. Реално е криза. Да, секако веќе ја чувствуваме сите, но прашањето е дали имаме некои можеби зад кулисни игри и математики во целата оваа приказна, дали се кршат правилници кои ќе сноси одговорноста, нели од сето тоа ја вклучува Маркова. Маркова, и за вас прашањето, јас констатирав, сме под рестрикции, дали може би загрижува ова што го констатираме во дел од оваа емисија, дека сепак зборуваме за топлани, енергетски компании кои се во тешка финансиска состојба? Добро вечер уште еднаш од мене. Јас се сложувам со вашиот коментар, значи навистина се случуваат рестрикции кои што ќе се обидам да ги објаснам малку технички. Имено донесени се мали измени на правилата за снабдување, односно на мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија.
побарање на операторот на дистрибутивната топлификациона мрежа БЕК дистрибуција, во која е внесен еден анекс 5 и е кажано дека постои можност, значи, за оптимизиран режим на испорака на топлинска енергија. И ние овие денови имавме можност да го слушнеме тоа, меѓутоа, за жал, во она што успеав да го прочитам во измената на мрежните правила, оптимизираниот режим значи истата топлина која што ќе биде испорачена до граѓаните да обезбеди еден комфор во грејењето и таа да биде со продолжен период на грејење. За жал, ова што го гледаме денеска во пракса воопшто не е оптимизиран режим спрема она што го прочитав во измената на мрежните правила, бидејќи 20 плюс 1 од 6 до 22 не е исполнето, а камоли па да имаме грејење пред 6, односно после 22 часот. Јасно е зошто се случува ова, јасно е дека е период на криза, но јас би прашала следното. Ако можеше уште во ноември да се донесе уредба за кризна состојба за снабдување со електрична енергија и како еден од условите за да се донесе таа уредба е да биде непредвиден значителен пораст на цената на електричната енергија за одреден временски период, прашувам, зошто исто такво нешто навреме не се направи и за гасот? Ова го прашувам од причина што ние сега имаме кризна електроенергетска состојба, а имавме и домашни ресурси, имаме и јаглен, така да ако работеше елем како што треба, можеби немаше да има потреба толку пари од буџетот да се одлеваат за да се покрива неработењето на елем. Но гасот не е ресурс кој што ние го имаме. Гасот и како зависиме од неговата набавна цена на берзите. Што значи ова? Значи дека требаше многу порано да се реагира за да не се дозволи вакво нешто, за да не може БЕК да биде ставен во една цајтнот ситуација во која наместо реалната цена по која што сега ќе купува да му се признава $350 за нормален метар кубен. Ваквиот начин на регулирање и како ќе направи проблеми во работењето на компанијата во иднина, а мислам дека уште повеќе ќе ја продлабочи недовербата на Скопјани кон централниот систем за испорачување на топлинска енергија за грејење, кој што можам да кажам дека минатиот состав на регулаторната комисија маки мачеше за да го воспостави на здрави нозе како што треба и да ја врати довербата на граѓаните. Зошто е овој проблем исто страшен? Значи, освен што ќе се појави проблем кај БЕК, освен што ќе се појави зголемување на довербата на граѓаните кон овој систем за топлинска енергија, ќе се појави огромен број на граѓани кои незадоволни од ваквиот начин на решавање на проблемот, заради намалена испорака на топлинска енергија, заради намален период на испорака на таа топлинска енергија, ќе почнат да се исклучуваат од системот на топлинска енергија. Имаме два подпроблеми во овој случај. Да, Маркова, ве молам. Секое ново исклучување на БЕК значи намалување на приходите и уште потешка финансиска состојба, а тоа ќе значи и оптоварување на електродистрибутивната мрежа во градот. Значи, влезени сме во еден лавиринт од кој што многу тешко ќе излеземе, а ако бевме мудри, а знаевме дека цената на берзите на гасот расте и тоа добро расте, ако бевме мудри, па произведувавме домашна електрична енергија, оној дел од парите што сега го пумпаме од буџетот за да го покриваме елем, можевме да го покриеме да ја покриеме набавката на природен газ, каде што мораме да покриваме затоа што е ресурс кој што дома го нема. Да, ги констатираме состојбите, Маркова, ве молам. Ги констатираме состојбите какви се, би сакала да останете на линија, повеќе простор да отстапиме околу решенијата и да видиме каде е излезот. Повторно ќе ве вклучам со коментар. Бектеши сака да само накратко, значи да искоментира, да, и Бислимовски. Господја Елена, да биде јасно за граѓаните што значи. Значи ние да вблизнуваме средства за БЕК директно од буџетот и парите на граѓаните, како што е барањето и на ЕВН дистрибуција моментално, кој барат субвенција директно од државата 80 милиони евра, значи ние како држава да субвенционираме приватни фирми, имајќи во предвид дека во делот на топлинската енергија од производството па до дистрибуција сите се приватни и ние парите на граѓаните да им ги дадеме како субвенција директно, како што го направивме СМА е 100% во државна собственост, што не е случај и со БЕК, и со ТЕТО, и со другите снабдувачи на приватни компании кои имат обврска
согласно законот, го наведов и членот 47, непрекинато да ги снабдуваат граѓаните со топлинска енергија. Ова значи дека ние треба 90 милиони евра од буџетот да им дадеме на ЕВН, дополнителни колку милиони евра бара БЕК, како приватни компании кои согласно закон таа обврска ја имат. Да. Ова е предлогот Бислимовски на кратко ве молам, па... Ја сега колку што разбрав, ние сме требале цената да ја покачиме околу 200% за да го покриеме целокупниот трошок за набавка на природен газ. Тогаш ефектот од исклучување на овие потрошувачи, некој ако плаќал 2000 денари и да плаќа сега за 200 пати, за 200% повисок трошок за топлинска енергија, нема логика. Ниеден регулатор не сака да се доведе во таква ситуација да направи енормно зголемување. Значи, ако кажавме ние добро, цената на природниот газ е $1480 за нормален метар кубен, ќе го ставевме тоа во нашите пресметки и цената ќе се зголемеше за 200%. Дали е тоа решение? Апсолутно дека не е. Да. Инаку, сите механизми кои што ги превземаме како регулаторна комисија за енергетика, како нов состав, прво, цената по која што ТЕТО продава на БЕК производство, односно на БЕК дистрибуција, ако до 2018 имале иста цена, денеска од 2018 е 15% пониска. Значи, тоа што го дава ТЕТО сега во градот Скопје, тоа што беше иста цена до 2018, со новиот состав на регулаторната комисија за енергетика е 15% пониско. Исто така, трошоци за изнајмување на автомобили и давање под да го БЕК холдингот што ги купувал и, например, еден автомобил од 12.000 евра ако го купил, го изнајмувал на БЕК дистрибуција на годишно ниво за 6.000 евра. И тоа е скратено. Тоа го направил овој нов состав на регулаторната комисија за енергетика. Ве сваќам нешто алудирате, ве молам Маркова само, сигурно ќе сака коментар. Дополнително бидем јас. Да. Во вид на субвенции на приватни компании, тоа што ја имат и што ја вршат како јавна услуга, ние како влада и одговорна влада не можеме директно да ги субвенционираме. Тоа да биде јасно и тоа јас директно, секако дека и други представници на владата сме им кажале и на ЕВН и на БЕК. Што можеме ние да направиме? Ние можеме да создаваме услови за тие да добиват од Развојната банка поволни кредити со банкарски гаранции да граѓаните и институциите да бидат сигурни дека утре тие средства ќе биде вратени, пошто тие средства се собирани од страна на домашните компании, од страна на сите граѓани. Не можеме ние така директно да даваме субвенции на приватни компании. Тоа можеме да го направиме со СМ, пошто е во 100% собственост на го кажете веќе тоа. На приватни компании. Но по истата инерција видите и инjектирање во без никаква гаранција дека тие пари ќе се вратат назад, тоа секако никако не може да се направи. Ајде Маркова, ќе ја вклучиме со коментар. Била и самата дополнителен министер за финансии, не верувам дека такав механизам може да се дозволи. Маркова па Кучовска за коментар, ве молам, бидејќи ви реплицира. Повелете, Маркова. Значи, би сакала да дадам повторно коментар на она што веројатно намерно се искриви, да речам. Значи, мојот коментар не беше дека цената на парното треба да се зголеми, напротив. Јас кажав дека ако уште повеќе се зголеми, уште повеќе исклучувања ќе има. Проблемот е што ваквата ниска цена на гасот која што е определена во овие 14% зголемување ќе направи уште поголема дупка во БЕК. Поентата на сето ова што го кажав за прогласување на кризна состојба, не мислев директно вризгување на пари во приватните компании. Значи, ако вие имате прогласено електроенергетска криза, пандан на тоа може да прогласите и гасна криза, затоа што да не бидам досадна, трет пат повторувам, гасот е енергенско што го немаме дома. Па во прогласувајќи ја таквата криза, постојат 1001 начин, 1001 механизми за да се надмине тоа. Би сакала и трет коментар да дадам. Многу е доцна 10 дена после новата цена на парното ние да седиме овде и да дебатираме дека БЕК е во загуби и да ги молиме сите да бидат солидарни. Напротив, регулаторот е тој кој што уште пред да ја формира оваа цена,
требаше константно да ја известува владата што ќе се случи. Вакви крахови, вакви големи проблеми не може регулаторот да седи на пресконференција да Не се извинувам сега да кажуваме со факти. Можете. Регулаторната комисија за енергетика е во постојана комуникација со владата во однос на овоа прашање и владата е информирана и се усогласуваме со владата. Владата но за жал не е со цел доволно да е во постојана комуникација и владата да биде информирана. Апсолутно мора да биде информирана поради тоа што имаме проблем како да се покрие реалниот трошок за природен газ. И владата она што го прави за подобрување на ликвидноста на БЕК производство е што прифати на предлог на регулаторната комисија за енергетика сите јавни институции, државни институции да плаќаат реална цена за топлинска енергија. Тоа се чекори, реални чекори кои што се превземаат и се реализираат. Според мене тоа се недоволни чекори, тоа се позитивни чекори и се за поздравување, но нема да ја решат оваа состојба, можеби само делумно ќе ја ублажат. Поентата на целиот мој коментар беше дека сето ова што сега се случува не смееше да се случи, а некаде крајот на октомври, ноември, декември, сите овие чекори кои што сега изнудено се прават, требаше само мудро, како шаховски фигури да се раздвижат, да се најдат соломонски решенија, за да не дојдеме во ваква ситуација. Навистина е непријатно. Ви благодарам за овој дел, мора да се вратиме во студио и сакам на Кучовска. Значи, топлинска енергија имаме само во град Скопје. Што се однесува до јавните институции, некои од тие институции се во надлежност на град Скопје или пак на општините во склоп на град Скопје и за нас тоа е прифатливо, пошто му помагаме на локалната самоуправа за трошоците за снабдување со топлинска енергија да ги покрива владата. И долговите претhodно што ги имаат и дополнително тоа што ќе се направи во јавните институции. Еве ги спомнувате втор пат во емисијава да прецизираме. Пошто Елена била вклучена во изработка на Законот за енергетика, во член 151 е наведено дека единиците на локална самоуправа овозможуваат и услови за извршување на енергетски дејности, како што е производство на топлинска енергија, дистрибуција на топлинска енергија, снабдување со топлинска енергија. Значи, ние како централна власт обезбедуваме средства и ми излегуваме во пресред и преку Развојната банка, како што кажав предодно, да, сме подготвени да им помогнеме со поволни кредити, ама да достават банкарски гаранции за средствата на граѓаните да бидат обезбедени од страна на власт. Бектеши да прецизирам, Градот значи нека го каже владата обезбедува финанси за раздолжување на институциите, ќе помогне и на општините да се раздолжат со сметките кон БЕК. За колкави долгови зборуваме, за колкав износ на сума на пари? Например, само општина Чаир има негде 9 милиони денари, ако не се лажам, за другите општини немам информација да ви дам искрено. Само општините или сите институции на централно ниво на време сега ќе си ги платат сметките? Све што е во надлежност на општина Чаир е 9 милиони денари, тоа ние ќе го покриваме. Сите институции кои се во надлежност на централната власт, ние ги покриваме, зборуваме сега за пазарни цени. Не зборуваме за цената која е утврдена од страна на регулаторната комисија за енергетика, за да го ублажиме притисокот. И од која ставка ќе се алиментира ова од буџетот? Значи вака, ние сме обезбедиле 130 милиони евра за справување со енергетската криза во 2022 година. И тоа јавно сме го кажале. Веќе имаме 130 милиони евра и ние сме подготвени вакви механизми да користиме се со цел во континуитет и сигурно да бидат снабдувани сите домаќинства кои користат топлинска енергија, а секако дека и електрична енергија. Има услов за прогласување на гасна криза, што вели Маркова? Значи, целта на прогласување на криза во делот на енергетика, или поконкретно да бидем во делот на електрична енергија, беше само да се трансферираат средства во енергетските компании за да се подроби ликвидноста на тие компании, а секако со тоа да го облажиме ударот и во делот на зголемување на цената. Ако прогласаме криза и во делот на гасот, значи ние не ќе можеме да трансферираме средства во приватни компании. И тоа не би било добро да се направи. Тој е мојот личен став. Ние да субвенционираме директно
без никаква гаранција дека тие средства ќе се вратат во буџетот, кои се полни секако од граѓаните во нашата држава. Ако е целта да се подобри ликвидноста на овие компании, значи ние веќе сме дали опција тоа да го направиме преку развојната банка. Да, ја споменувате повеќе пати и имам подпрашања. Кредит и ги повикувам сите вклучени приватни компании во делот на топлинската енергија да ја користат оваа можност и сите да се солидаризираме и секако да се справуваме со Кочевска, идеме, завршуваме овој дел со коментар со вас. Чи вака се, прво да разграничиме една работа, и многу работи измешавме. 130 милиони евра се обезбедени, рековме, за помош за оваа криза. Меѓутоа, спомнуваме на неколку пати субвенционирање, па ги спомнуваме општините, ги спомнуваме институции и така натаму. Вие, со ова што го кажувате, де факто ги плаќате обврските кои што ги имаат институциите кон БЕК. Значи, не субвенционирате ништо, вашите обврски, односно на сите нас, државата е на сите нас, институциите се на сите нас, ги плаќаме обврските. Дали биле доспејани, дали ќе биде пред време однапред авансно, независно, значи тука немаме никакво прво субвенционирање. Да расчистиме, плаќаме обврски. Тоа е првата работа. Второ, како стигнавме до оваа ситуација, јас се согласувам со она што Елена го искоментирала да спрекна тоа дека многу доцниме со сите работи. Влечкаме, доцниме како да сме издвоени негде во Африка, како да не знаеме што се случува на пазарот во Европа и точно кога ќе дојде пред колапс целата состојба, било да е за електрична енергија, сега и за гасот, ние тогаш се будиме. Значи, прво за мене неприфатливо, неопростливо и чекам одговорност од некој парите кои што ги префрлија на Елем и Мепсо. И тука чекам еден ден одговорност од некој како дојде до таа состојба. Владата, рековте, одговорна. Ако е одговорна, нека побара одговорност од овие компании, истите тие кои што неколку месеци пред избори вработуваа, сега дојдаа до ситуација да немаат пари, да чекаат пари од државата. Значи, комплетно неприфатливо. Тоа е сериозен проблем кој што треба да се реши. Сега ми остана, да кажам, неодговорено прашање со банкарскава гаранција. Разбирам многу добро, работев и во банка, знам точно што зборувате. И сега се поставя прашањето, што ако БЕК не е во состојба да обезбеди банкарска гаранција? Дали владата има друга алтернатива? Секако дека ќе има. Вториот дел беше политика. Тоа по делот на трансферирање на средства за ЕСМ, за МЕПСО 16 милиони евра загуба на Елем и 6 милиони на МЕПСО не е политика. Да ја одземаме за да се расправаме, пошто согласно нивните проекции требаше да се зголеми цената на електрична енергија над 50%. Или требаше да работи Требаше Елем над 50% да се зголеми ајде. цената на електрична енергија. Моментално Елем покрива 100% потребите во дело на домаќинствата и за малите потрошувачи, кој е регулиран пазар во Северна Македонија. Што може да го сработат и самија да не мора да го везуваат. После 12 години, токму со напорите од оваа влада, а секој дека и со дел на раководството на ЕСМ е ставена во функција тесне готино, која од 2009 за да бидат информирани сите граѓани, ни коштало 3 милиони евра на државата без да работи и да произведува еден кило. Ладна резерва беше, бре министра, ладна резерва. Па произведуваше Елем, па еве го Марко е тука, беше и претходно, нека каже. Секогаш ќе кошта ладна резерва. Ве молам. Ние сега сме ја ставиле во функција. Така е, сте ја ставиле во функција, не дај Боже беше да се стави во функција, мазу. До крајните Може околу банкарската гаранција ќе повикам реклами. Ве молам, што доколку БЕК не обезбеди банкарска гаранција? Доколку БЕК не обезбеди банкарска гаранција, сега дека развојната банка најверојатно не би можело да им дава кредит, тогаш ќе се вклучат други механизми кои веќе се разгледуваат, се подготвуваат и веќе сме подготвени такви одлуки да донесеме. Да, овде правиме кратка пауза за реклами и продолжуваме со емисијата. Продолжуваме со вториот дел од емисијата. Бислимовски, кога последен пат имавте состанок со директорите, со менеджментот на Скопските топлани? Ние сме во постојана комуникација, имавме и минатата недела и во понеделникот, и во вторникот, и во средата. Во постојана комуникација сме, инаку во однос на цената на природниот газ, секогаш се знаеше какви ќе бидат цените, дека ќе бидат екстремно високи, и не знам што ние како увозно зависна земја, кои мерки би можеле да ги превземеме. Значи, едноставно, на тоа не можеме да влијаеме. Имаше очекувања дека ќе се обезбедат
повеќе количини за Македонија преку Макпетрол. За жал тоа не успеа. И како што си набавувал и БЕК и ТЕТО на слободниот пазар преку берзи природен газ, тоа се случи и сега. Значи нема механизам како да го обезбедите природниот газ. Ние имаме, за да знаат гледачите, една цевка имаме. Доаѓа од Бугарија кон Македонија. Низ таа цевка може да помине единствено руски газ. Закупен е, таков е направен гасоводот. Сега се прави нова врска, интерконекција со Грција, која што ќе не поврзе со ТАП и од тамо ќе добиеме и азербејџански газ. Но во моментов тоа е тоа. Таа е таа цевка што ја имаме. Мислимовски уште еднаш ка прашањето, дали до овој момент има најава дека можеби ќе има посериозни рестрикции или воопшто нема да има дотур на парно грејење? Официјално барање до Регулаторната комисија за енергетика не е пристигнато и јас ви кажувам дека како е регулирано тоа во Законот за енергетика. Понатака, како регулаторна комисија за енергетика, ние не можеме да набавиме газ. Тоа е. Ќе превземеме мерки, доколку не се обезбедени тие, ќе постапиме согласно нашите надлежности, тука и владата која што има своји надлежности и ќе се надмине цела оваа криза. Сакате да кажете дека сепак парно би имало, нема да се остават скопјани во овие зимски температури? Се што треба да си превземат компанија кога ќе му дадете лиценца да врши енергетска дејност, си превзема обврз. И по кој основ може да ја изгубат во случајов? Па апсолутно дека може да ја изгубат лиценцата. Тоа што значи доколку го прекршат правилникот, доколку го прекршат законот за енергетика? Доколку го прекршат законот за енергетика и доколку го прекршат правилникот за лиценци. Така да ситуацијата апсолутно е сложена во делот на набавка на природниот газ. Тоа е тоа, една цевка имаме, од едно место можеме да донесеме газ. Бектеши, веќе се зборува, се отвора ова прашање што сега го начнувам, дека БЕК може да ја загуби лиценцата. За вакво нешто информиравме, мислам, пред 10 години, кога беше, имаше некоја форма на ваква криза со снабдувањето, но тогаш проблемот се надмина. Неколку пати ја спомнавте Развојната банка како опција од која што самите топлани може да си земат кредити па да ги алиментираат трошоците, па се отвори прашањето дали ќе се обезбеди таа банкарска гаранција. Јас ве прашувам како влада, кои се другите планови намаса за надминување на кризата? Еден пратеник деновиве напиша статус во кој што, мислам нешто вака звучеше, подитно или веднаш национализација. Па сега национализација не би кажал дека би била можна опција, но привремено управување може и да се случи. Што значи привремено управување? Значи, ако регулаторна одлучи да им ја одземе лиценцата на БЕК, секој ние како влада треба веднаш да свикаме седница на владата и да назначиме друга компанија која ќе ја врши таа дејност. Значи, тоа сценарио е намаса во моментов? Сите сценарија се можни. Две сценарија досега ги кажав. И третата опција како ќе им излеземе во пресред се со цел да ја подобриме ликвидноста и опцијата за да можат да земат кредит, но секако дека и другите сценарија се намаса. Кочевска, сакате коментар во овој дел? Па не, слушам и се викам, ова звучи како мајка која тепа дете и му вика нема да плачеш. Сега од една страна регулаторот вика да, требаше да биде многу повисока цената, но не може, што се согласувам дека е така. Од друга страна велиме, ама ако ги прекршите правилата и не обезбедите доволно температура колку што треба, ќе ви одземеме лиценцата, а овие на крај викаат луѓе немаме пари, што да правиме? И се навистина ова е една ситуација во која што и после денешната дискусија сум комплетно збунета. Значи, ниту имаме стратегија, ниту имаме план, префрламе топка од еден на друг и цело време е ке. Јас друго не можам да заклучам од ова. Значи, ова е политика. Јас би упатила Гордана да ги прашува со партиците како е дадена лиценцата на БЕК со основен волк од 5000 евра. Ма зашто да прашувам? Прашате да министре и вие бевте власт, без срамота е да зборите од 2002 сте власт. Леле, ова да ми каже Марко Борите, но вие... до крај и за информација на јавноста, токму за овој случај, има судска постапка, каде уште не е завршена, на начинот како е издадена таа лиценца за таков влог,
за БЕК да може да ги Ма завршете, а зашто не ги Ќе ја завршувате, завршиме. работите, поддржуваме. Завршете, уапсете, нека одговараат. Вие ништо не правите, ве слушаме 5 години. Ова има, тоа има. Ја уништивте топлификација. Ова е И се страшно. да политика. Ова е страшно. Кога немате да се аргументи, слуша страшно. од представник Така. на најголемата опозициона партија. Владата да уапси. Врз основа на што да уапси? Па исто како што им наредивте на регулаторите да не покачат 40%, туку 14%, како што наредувате за овие себе. мислат дека е времето Ве дека молам. и јас сега ќе се јавам Кое на телефон време, министре, и ќе вашето ги исто? уапсам Кое сите време? тие што ја издавале Кое лиценцата време? на БЕК. Кое истото? Јас ќе ги уапсам раководството на БЕК, на ТЕТО, на СМ. Ма си има Од оваа обвинители, држава. дајте Па документи, вие од кај кажете, како знаете ќе толку уапсам ја? многу, од Како кај ќе знаете уапсам јас? толку многу, па еве викате, сега Како- има постапка, Па така? и вие знаете дека има поставка. Јас не знам, од вас Па слушам тоа е сега. јавно, сите го И? знаат. Сите го знаат во државата дека има поставка. Е, па ајде, ако И е праведна чекаме- држава, и нека го чекаме- реши побрзо. И чекаме скоро. да Од кога се чекаме? Колку заврши време чекаме? постапката. Може ли да ни кажете? Сега дека ги тангираат Е, вашите па сега партии, бидејќи тоа прв е- пат. тоа Ама е не, јас друга сум работа. првата која што вели, секој кој што го прекршил законот треба да одговара. Да, ама Треба да одговара. Ама Ве молам. владата не уапсува. Кучовска и Бектеши. Завршило тоа. Бислимовски, дали ќе беше решение она што се започна како процес во рамките на град Скопје, дистрибуцијата да се преземе по градска капа? Значи, Процесот почна, но не владата, заврши секако нормално. владата ја има доделено дистрибутивната мрежа, прво ја впиша во катастар и ја предаде на градот Скопје и понатака градот Скопје да ја пренесе на градски енергетски системи на компанијата која што ја формираш. Но при тоа треба да се знае дека БЕК дистрибуција, кога добила лиценца за вршење на дејност дистрибуција, добила врз основа на договор кој што е склучен помеѓу популарно наречен ПУИК и БЕК дистрибуција. И владата кога го дала сопственоста од себе ја префрлила на градот Скопје, на градски енергетски системи, кажала да, но има договор склучен помеѓу ПУИК и БЕК дистрибуција. Во оној момент кога ќе се раскине тој договор, а за при тоа добивме и правно мислење од многу правни експерти, во тој момент постапката за добивање на лиценца на градски енергетски системи за дистрибуција ќе продолжи, бидејќи за да добие ГЕС лиценца, треба лиценцата на БЕК дистрибуција да се одземе, а таа може да се одземе единствено врз раскинување на договорот кој што е склучен помеѓу Колку ПУИК годишен беше и тој договор, како беше? Договорот и лиценцата се издадени, договорот е подпишан на 31 декември 2012, а и лиценцата е издадена во истиот ден и трае 35 години до 2047 година. Добро, тоа е некако далечно оваа опција сега што ја говориме од оваа дистанца. Маркова ја вклучувам повторно доколку имаме на линија, дали сака во завршницава со коментар? Да, би сакала да дадам, значи, краток коментар на сето ова што го слушав. Посебно околу она дека имаме една цевка за газ, значи ние сите сме свесни што ни се случува и сите знаеме дека гасот како енергенско што го немаме дома, дури во иднина ќе имаме азербејџански газ. Повторно би сакала да апелирам, значи, она што не се решило на време, ја имаме частичката ке. И затоа ни се случува она што сега ни се случува овие 10 дена, а јас верувам дека и цел јануари ќе биде проткаен со вакви проблеми. Значи, постојано да се нарушуваат мрежните правила, постојано да се нарушуваат правилата за снабдување и да се изговара на оптимизиран режим кој што е многу далеко од оптимизиран режим. Значи, излезот од оваа ситуација нема да биде едноставен. Повторувам, мерките треба да бидат превземени многу порано и стојам на ставот дека беше потребно да се прогласи криза во снабдување со газ. Маркова, што предвидувате, ве молам, Маркова, што предвидувате, што ќе се случи во периодот што следува? Гледаме дека сепак од владата имаме представник министер кој вели дека нама се повеќе опции.
некако надлежни тебе пробуваат да не убедат дека ќе има стабилизација, односно дека нема да има рестрикции, дека нема да се соочиме, дека нема да имаме парно грење. Што предвидувате вие? Кои се вашите проценки во следниот период? Па во следниот период, она што можам да почувствуваме дека состојбата ќе биде таква како што е овие 10 дена. Значи нон-стоп со турбуленции и со проблеми. Предпоставувам дека некаква финансиска конструкција ќе успее да се најде за да се надмине сето ова, бидејќи испораката на топлинска енергија сите знаеме е до 15 април, евентуално до 1 мај ако се ниски температурите. Значи некако ќе се завлечкува работата за да имаме купи ден помини, но мене она што ме плаши е бидејќи сето ова ќе имплицира големи финансиски проблеми кај БЕК. Дали следниот период, значи октомври 2022 БЕК ќе може да се подигне финансиски и дали нема да се повтори истото она сценарио што јас го начекав кога влегов во регулаторна комисија, првиот ден на работа начекав Топлификација АД Скопје ја враќа лиценцата за производство, дистрибуција и снабдување на топлинска енергија поради немање финансиски можности да работи, а вториот ден начекав допис во кој Макпетрол ја известува регулаторна дека за 7 дена ќе прекине испорака на природен газ. Значи тоа беше едно многу турбулентно време во кое што постоечкиот тогашен носител на лиценца не можеше да работи заради финансиски загуби, а Макпетрол се закануваше дека ќе исклучи доставата на природен газ. Така да, ова соломонско решение кое што во тој период се најде, а се најде на 1.1.2013 од тогаш и почна лиценцата на БЕК, беше со макотрпна работа на сите членови на регулаторната комисија, на единиците на локалната самоуправа, на тогашниот постоечки носител на лиценцата, но пред се заедно со владата. Значи, верувајте, ова е многу комплексно прашање кое што повлекува последици и по другите енергенси, по другите системи, да не се повторувам, посебно по дистрибутивниот систем. Решението на овој проблем беше на многу тежок начин најдено и чувствувам дека и сега повторно почнуваат истите проблеми да стануваат актуелни и не им посакувам на колегите да поминуваат низ истите турбуленции низ кои што и ние поминувавме. Доволно беше само неколку месеци порано да си ја сватеа состојбата, да седнеа со владата и да се договорија и да сигнализираа колкава дупка се прави. Оние 9 милиони евра кои што беа кажани, требаше на време да бидат сигнализирани и на време да се бара решението. Маркова, ви благодарам. Ви благодарам, Маркова, за вклучувањето. Да одговарам за да знае јавноста. Елена ми е колешка во Министерството за економија и зошто е упорна за да се донесе уредба и во делот на гасот, знае дека имаме ние веќе во Министерството за економија таква уредба подготвена, но секако дека тоа е веќе при крај кога нема да имаме никакви механизми. Таа информација има, пошто е подготвена од секторот енергетика во Министерството за економија и стои кај мене и затоа е упорна дека мисли дека може да се случи после една недела, после 2 недели, да се усвои таква уредба за да ние да трансферираме средства кои се потребни и после да излезат и да кажат дека да, стварно, ние кажавме, ние предложивме, за докрај да бидеме отворени, транспарентни и искрени. А вие ќе подпишете таа уредба? Иако сме колеги, секој дека ние секој имаме наши видувања и затоа и тука сме во спротивставени уредба за што бектеше за трансферирање на буџетски средства? Како што донесовме уредба за прогласување на кризна состојба во делот на електричната енергија, да се донесе уредба за прогласување на кризна состојба во делот на топлинската енергија, гасот и слично. Ние имаме таков предлог подготвен во Министерство за економија, но целта на уредбата за електрична енергија беше да се трансферират средства од буџетот директно во државните предпријатија кои се 100% во собственост на А целта на овој тип на уредба би било да се трансферира до приватната компанија како што е БЕК, а тоа секако дека и не верувам дека ќе добиеме позитивно мислење од Комисијата за заштита на конкурентноста, пошто директно влијаеме во работата на приватните компании кои имаат обврски согласно Законот за енергетика. Завршуваме со емисијата. Кучевска, сакам со вас. До 31 јануари нека ме поправи министерот, мислам дека на сила е одлуката владина за замрзнување на цени на основни прехранбени производи со проширена некоја листа или на други производи.
Сметате дека треба да продолжи мерката, сметате дека даде ефект во овие моменти на празнични трошења, малку да се амортизира ценовниот удар? Секако дека даде ефект ако го гледаме од аспект значи на домакинствата, односно на граѓаните, но ако го гледаме од аспект на компаниите, постојано нели стигнуваат поплаки и јас се вака наедноставно кажано, велиме во економијата некој треба да ја плати сметката. Во конкретнава ситуација со замрзнувањето на цените ја плаќаат компаниите и можеби тука требаше владата да седне да размисли што во таква ситуација, поготово кај оние компании каде што ги замрзнат цените. Сега по однос на тоа дали на време се замрзнат, јас само тука не можам да се сложам, сметам дека требаше да биде многу порано, од причина што кај нас цените на прехранбените производи почна да растат многу порано, поготово на ние основните што ни се нас најбитни нели дома. Така да тука можеби требаше да се направи тоа порано и секако пак ќе повторам, компаниите кои што во оваа ситуација на вистина имаат проблеми, да не заборавиме проблемот со електричната енергија, дополнително го усложнува тој проблем. Секојдневно слушам пекари како се жалат и колку проблеми има. Тоа е една страна, значи, замрзнати цени, од друга страна, значи, знаеме колку нив ги чини тоа производство. Сега струјата веќе по 6-7 пати е повисока од она што го плаќале, да кажеме, во летниот период. Така да тука владата треба многу сериозно да размисли што ќе прави со тие компании каде што ги замрзна цените. Министре, ке има ли, се размислува, веќе предпоставаме имате анализи, собирате анализи, дали после 31 се размислува за мерката? Како Министерство за економија и кога ја предложивме мерката до владата, секако се повикувавме на официјални податоци кои се издаваат од страна на Заводот за статистика во делот на зголемување на цените, посебно за основните производи. Ќе ги чекаме податоците за месец декември, согласно тие анализи ќе донесеме соодветната одлука што се однесува до компаниите производители на тие производи домашнија. Секако дека ќе најдеме начин да им излеземе во пресред. Веќе сме предвиделе во скоп на владата и одреден буџет каде што главном секоја година им помагаме за инвестиции, можеме да донесеме дополнителни мерки како што носевме во време на локдаун, кога имавме во време на пандемија. Една работа е многу важно да се наведе, може и најверојатно би продолжила мерката или пак ќе се ремоделира мерката во делот на замрзнување на цени за производите кои се увезуваат во државата, не со замрзнување директно на цената, но со утврдување на маржа за компаниите кои увезуваат посебно основни производи во нашата држава за потрошувачите. Добро, немаме премногу време за оваа мерка. Во однос на маржата, мислам дека беше дел од барањето на трговците, за да се интервенира кај... Ваква мерка сме имале и во време на пандемијата. Мислам, кога имаше целосен локдаун, информиране и Гордана, пошто тоа беше дел на владата, во делот на утврдување на маржите, на максимални маржи кои можат трговците да ги користат при увоз на одредени производи кои ќе бидат наведени согласно анализите и податоците кои ќе ги добиеме од страна на Заводот за статистика. Пислимовски. Во однос на цените на електричната енергија на слободниот пазар, да, факта дека тие се зголемени во некаде од август, за почнаа со 2 пати, па 3 пати, па 4 пати, до 5 пати, 6 пати, зависи во кој период од годината купуваат потрошувачите. Но факт е дека со последната одлука на Регулаторната комисија за енергетика, сите количини на електрична енергија од повластените производители, кои што беа наменети за регулираниот пазар, тоа се околу 237 милиони киловат часови и нивната просечна цена е помеѓу 100 и 110 евра, во зависно од производството на овие повластени производители од обновлива енергија, се префрлени на слободниот пазар со цел поголеми количини на електрична енергија по далеку поповолна цена да им се обезбедат на снабдувачите со електрична енергија, а тие овие количини по намалени цени имаат законска обврска да ги преточат кај потрошувачите. Значи тоа е еден вид поддршка. Инаку во однос на цените на електричната енергија, по либерализацијата на пазарот на електрична енергија, факт е дека 3 години имавме, особено за пекарите, намалени трошоци за електрична енергија од 30%. Но ова сега што се случува во Европа,
е сериозно и сериозно влијае врз нашето работење на домашните компании. Се согласувам дека домашното производство треба да се подигне на уште повисоко ниво, да се користат изборови дека е колабирано, не да се подигне, туку колабирано во изминатите месеци. Домашното производство, имаме проблеми со домашното производство, тоа е факт, но по последен период во одреден дел се стабилизира со вклучувањето во работа на ТЕЦ Неготино. Стабилизирано ли е снабдувањето сега со електрична енергија? Бидејќи тоа беше во фокус пред Нова година, сега зборуваме за парното. Значи, во однос на снабдување со електрична енергија немавме ние проблеми. Како држава имавме проблеми поради тоа што во одредени периоди од денот немавме доволно производство да ги задоволиме по исклучително високи цени. Потребите на прецена домаќинствата и малите потрошувачи. Мислимовски кратко, само на крај сме. Се враќам повторно околу топланите. Само за БЕК говоревме. Каква е состојбата со Скопје Север? Скопје Север, така Скопје Север. Значи, Скопје Север не испорачува топлинска енергија, бидејќи не плати за природниот газ за да го купи од страна на трговецот Макпетрол, и тоа е една единствена причина. Инаку целиот концепт на Скопје Север веќе не е одржлив, тој е неодржлив со години, да бидам искрен. Од секогаш, значи, таму имаме еден магиосен круг, и ако имало капацитет пред 15 на години од 26-7 мегавати инсталирана моќност ке потрошувачите, сега се намалува се повеќе и повеќе, и негде околу 5-6 мегавати, а топланата што имаме таму е 40 мегавати. И дополнително кон тоа, потрошувачите, поради одреден период на зголемување на цени во околу 2008-2009, мислам заради зголемена цена на природен газ, се започнаа да се исклучуваат, и негде има сега околу 450-460 домаќинства кои што се греат. И Скопје Север како компанија во основа на некој начин нека е комерцијална банка заради претходни долгови, инаку вкупниот трошок зголемен кој што би изнесувал во Скопје Север за завршување на оваа грејна сезона е некаде околу, со тие информации што ги имам од цените кои што ги има Макпетрол, е некаде околу 400.000 евра. Може да остане без лиценца, бидејќи веќе таму говориме и за прекршување и на закон за енергетика и на правилникот. Значи, регулаторната комисија за енергетика од 2004-2005 од кога е формирана, ја толерира оваа со цел да им се обезбеди затоплување на домаќинствата во овој дел на Скопје. Да, но граѓаните им се без грејење, сега ќе плаќаат повисоки сметки, немаме веќе време. Се надевам дека нема да имаме повеќе причина повторно да дебатираме на оваа тема, во контекст на тоа дека се надеваме дека и проблемот ќе биде надминат. Бислимовски, Кочовска, Бектеши и на Маркова исто така. Ви благодарам на сите што бевте дел од емисијата. Благодарам. Почитувани, тука ја одјавувам вечерашната 24 анализа од мене, пријатно.